Почитувани го следите саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Бројката на заразени со COVID-19 се искачи на 85. Матичните лекари со поголеми овластувања за време на вонредната состојба поради појавата на COVID-19. Во Тетово се започна со делење на бесплатни заштитни маски. Вкупно 85 регистрирани случаи на COVID-19 во земјава. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека случаите се регистрирани во 6 градови: Скопје, Дебар, Штип, Кавадарци, Гостивар и Охрид. Вкупно 85 случаи на коронавирус во земјава, соопшти министерот Венко Филипче на последната пресконференција. Состојбата на сите пациенти е непроменета, вклучително и на пациентката од Дебар, која е приклучена на респираторна машина. Бројот на дијагностицираните лица со коронавирусот во нашата земја очекувано е во пораст, и тоа со појава и на изолирани случаи настрана од веќе постоечките кластери, со кои сите досега дијагностицирани пациенти се во корелација. Имајќи го ова во предвид и со цел да бидеме точни во известувањето на јавноста за бројката, од денеска за ново заболените пациенти ќе информираме еднаш во денот во 12 часот, а бројката ќе се однесува на дијагностицираните случаи во изминатите 24 часа. Што се однесува до состојбата на пациентите на инфективната клиника, тие се во непроменета состојба. Најтешката пациентка на респираторна машина е во непроменета состојба во однос на вчерашниот ден. Тројца од пациентите се со потешка форма на пневмонија, а другите пациенти се со полесна клиничка слика. Министерот најави дека се размислува за уште поригорозни мерки. Со оглед на тоа што е евидентно дека и покрај мерките, дека и покрај одлуките и покрај апелите се уште има собирање во одредени групи, и заради тоа веќе комисијата донесе, го спреми предлогот и тој ќе биде дискутиран на попланевната седница на владата денеска во 18 часот, после што ќе информираме јавноста за тие дополнителни мерки. И благодарам. Регистрираните случаи се од 6 градови: Дебар, Скопје, Штип, Кавадарци, Гостивар и Охрид. Министерот за надворешни работи Никола Димитров информираше дека околу 2300 граѓани се заглавени во меѓугранични простори или по аеродроми, а повеќето се во Европа. Владата, појасни Димитров, одлучила сите граѓани што ќе дојдат во поголеми групи со хуманитарните летови да бидат во задолжителен државен карантин минимум 15 дена. Се формираше едно тело кое што ќе организира задолжителен државен карантин и ќе го зголеми капацитетот на задолжителниот државен карантин. Што значи ова? Врз основа на законските прописи за јавното здравје и борба против заразни болести, владата одлучи сите граѓани што ќе дојдат во поголеми групи со хуманитарните летови ќе бидат во задолжителен државен карантин во траење од минимум 15 дена, за истовремено покрај државниот интерес да им се помогне на овие граѓани да си дојдат дома, за да се заштити и другиот државен интерес и здравјето на народот, на населението што си е веќе во татковината. Ги повикувам сите граѓани кои што се немаат пријавено на имейл адресите и телефоните на дипломатско-конзуларните представништва на Северна Македонија во земјите каде што се наоѓаат, или доколку таму немаме представништво, во најблиското, во соседната земја или во земјата од регионот, тоа да го направат до утре, недела, во 6 часот попладне, 18 часот. Матичните лекари со поголеми овластувања за време на вонредната состојба во која се наоѓа нашата земја поради појавата на COVID-19.
Пациентите кои имаат потреба од ортопедско помагало или продолжување на хроничната терапија, услугите можат да ги добијат кај матичниот лекар. Доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина, вели дека во оваа ситуација тие имаат поголеми овластувања за граѓаните да не мора да ги посетуваат другите институции. Било што да се случува со пациентот, прво што треба да се направи да се контактира матичниот лекар. Амбулантите се, да кажам, во овој момент преоптоварени. Не би рекла толку многу со пациенти што влегуваат на дневно ниво, колку со обврски и реорганизација на самата матична амбуланта. Во која смисла? Во смисла на капацитетите на секундарно ниво се намалени. Значи, вие сега немате хронични пациенти што одат за било што, за било каква контрола, за преписна терапија, дури и боледувањата, им добивме повеќе ингеренции за да поминуваат кај нас пациенти, дури и телефонски се јавуваат, ни кажуваат симптоми, имаме одредени ингеренции како што можеме да постапуваме, што порано сме ги немале. Сега е вонредна состојба на пандемија. Исто така, матичните лекари целиот пристап до фондот за здравство го блокираат. Што значи тоа? Пациентот веќе не оди за ортопедски помагала, за боледувања и за било какво доставување на документација, тоа се оди електронски преку матичниот лекар. Се што може да се реши на примарно ниво, не се испраќа на секундарно ниво. Граѓаните со симптоми кои упатуваат на COVID-19 најпрво да се јават телефонски кај матичните лекари, кои што потоа ќе им укажат на понатамошните чекори што треба да ги преземат. Првата линија на борба ќе бидат матичните доктори и Телефонски? точните информации да се добиваат само преку матичниот доктор, со цел да го заштедиме времето и здравието на колегите што се најекспонирани во моментот, колегите од епидемиологија, инфектолозите и да не ги набројувам сите колеги што работат во ургентните центри, значи најекспонираните колеги да имаат помалку работа е важно, затоа ние треба да ја направиме главната превенција. Пациентите тоа што треба да направат за да ни помогнат, да останат дома. Препораките на надлежните во насока на превенција од COVID-19 се однесуваат на одржување хигиена и останување дома, како и самоизолација на лицата кои патувале во ризичните земји или имале контакт со заболени лица. Во Тетово се започна со делење на бесплатни заштитни маски. Ова следува по недостигот и зголемувањето на цените на овие производи низ аптеките. Поголемата побарувачка, со тој недостигот на маски по аптеките, мали работилници конфекции во Тетово започнаа да произведуваат заштитни маски. Во ова мало ателје веќе неколку дена се произведуваат памучни маски кои се делат бесплатно. Во ова ателје одлучивме да произведуваме маски поради кризата со COVID-19. Има луѓе што немаат пари и ние им даваме бесплатно. Секој ден произведуваме под 200 маски бесплатно. Маските се од материјал 100% памук и се стерилизираат со пегла од пареа и додатно има джеп каде што може да се смести марамчиња за додатна сигурност. И конфекцијата Етко најавува дека од понеделник ќе започне да ги дели првите заштитни маски за тетовци. Ќе бидат двослојни, а ќе се изработуваат по чешки модел. Извадиме околу 500 маски и ќе видиме каде ќе има потреба, каде ќе се побараат на граѓаните, на некои фирми мали, да ги поделиме бесплатно, без никаков динар, него хумано да си имаат граѓаните да се заштитат во оваа сегашна ситуација каде што е недостаток на маски. Утаму велат дека според потребите понатаму ќе произведуваат маски, а од малата работилница додадоа дека би го зголемиле производството, но потребна им е помош за оваа хумана дејност. Од работилницата лоцирана во Тетовска горна чаршија велат дека производството на маски би го зголемиле во текот на денот, но потребен е материјал. Затоа апелираат тие кои што произведуваат материјал за производство на маски да го донираат тука во оваа работилница. Главно низ Тетово нема голема раздвиженост, луѓето внимаваат, а голем дел од нив носа заштитни маски и ракавици.
Преголемата употреба на паметните уреди е една од главните причини за задоцнетиот или неправилен говор кај децата. Логопедите алармираат проблемот да не се занемарува. За секаков вид тешкоти при говорот треба веднаш да се реагира и да се побара стручна помош. Речиси секое второ дете е со задоцнет или неправилен говор, алармираат логопедите. Телефоните, компјутерите и други уреди се најчестите причини за неправилната стимулација за говорот. Родителите мора да се свеснат, оти проблемот, велат, воопшто не е занемарувачки. Тука имаме еднонасочна комуникација. Значи детето не е стимулирано да зборува, нема потреба да зборува и да комуницира, само гледа во екранот каде што има јаки бои и светла. И така не се труди да комуницира и не го развива правилно говорот. Говорот му е сиромашен, реченицата му е неправилна, му е нејасна, кратка, или пак почнува да зборуваат на некој друг јазик кој што не е мајчин јазик. Многу е важно родителите да ги пратат така наречените јазично говорни фази кај детето. До својата 5-та година тоа треба правилно да зборува. Доколку има одредени потешкоти, треба веднаш да се реагира. Оти што повеќе се чека, потешко се коригира изговорот. До 5 години детето треба да има више оформен правилен говор, треба да ги изговара правилно сите гласови и да има една, да речеме, сложена и правилна реченична структура и да се изразува правилно и правилно да ги употребува оние категории граматички, да ги метнува правилно во реченицата. Значи до 5 години говорот треба да биде комплетен и правилен за да може да биде спремно за на училиште. Наместо пред екраните, логопедите советуваат со децата повеќе да се игра, да се стимулира говорот преку игри, детето повеќе да се дружи со деца надвор, да посетува градинка. Ако сето ова и натаму се заменува со прекувремено седење пред екраните, логопедите стравуваат дека доаѓаат генерации на деца со неправилен говор и маани. За крај информацијата дека емисијата Нега и здравје со доктор Трифуновска на тема COVID-19 ќе имате можност да ја погледнете на програмата на телевизија Кисиме Нада. Премиера сабота денес во 18 часот, а реприза во понеделник во 20 часот. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека довербата на македонските граѓани во НАТО е константно висока. Сепак во одредени временски периоди тоа варира, посебно кога се решаваше проблемот со името со Грција. Според последните анкети, довербата на македонските граѓани во НАТО е голема, изнесува околу 70%. За ова повеќе во ова издание на темата на неделата. Радио Слободна Европа се обиде да го провери расположението меѓу граѓаните во центарот на Скопје, како тие ја доживуваат НАТО алијансата и кои се придобивките за државата од влегувањето во Светскиот воен сојуз. За Борче Таневски од Скопје патот кон НАТО е реална и рационална опција за државата, но тој вели дека меѓу граѓаните не постои единствен стас за пристапување во алијансата и оти врз таквата определба кај луѓето, влијание има тоа што државата го смени уставното име со Преспанскиот договор за да ги одблокира преговорите. Кој како?
НАТО е сигурно потреба. Тоа е најважното. Иначе, не знам, некои го подржуваат, некои не. Во секој случај е потреба, во моментов. За понатаму ќе видиме. Во смисла безбедностна. Тоа е првата ова работа. Поголем дел, баш поради името, тоа беше условот. Уцената беше тоа за НАТО, не го подржаваат. Поголем дел. Другите и така, меѓутоа, цената е голема, отиде името за НАТО и за ЕУ. Тоа е работата. Ништо друго. Една граѓанка на Скопје вели дека предностите од влегувањето во НАТО се големи пред се во безбедносна смисла, затоа што тоа ќе обезбеди сигурност на државата. Па луѓето во Македонија доживуваат многу позитивно НАТО алијансата, поради тоа што тоа е воена организација која ќе не штити од секаков тип на напади доколку имаме одоколу доколку некоја држава сака да не нападне, односно од потенцијалните агресори. Лично вие? Па позитивно, затоа што не знам, има позитивно размислување меѓу народот тука во Република Македонија. Драгомир Дрљача смета дека пристапувањето во најмоќниот воен сојуз повеќе ќе донесе обврски отколку придобивки. Јас лично не верувам дека ќе имаме придобивки, освен што ќе имаме зголемени трошоци, нели, во врска со НАТО. Значи армијата, полицијата, можеби гранична полиција и така натаму. Најновото истражување на јавното мислење кое беше објавено на крајот на декември покажува дека околу 70% од испитаниците го потражуваат влегувањето во НАТО алијансата. Аналитичарите велат дека НАТО интеграциите имаат стратегиска важност за земјата, посебно од безбедностен, економски и општествен развој. Миша Поповиќ од Институтот за демократија вели дека овие бројки укажуваат дека се уште е висока поддршката од граѓаните за влез во НАТО, иако тој дополнува дека треба да се има предвид дека тој процент на поддршка варира од година во година. На прашање дали кога би имало референдум, тие би гласале за или против НАТО, помеѓу 67 и 70% од испитаниците рекле дека ќе гласаат. Тоа укажува се уште на висока поддршка од граѓаните за влез во НАТО. Меѓутоа мора да се каже дека во минатото, ако се погледне, имало и многу повисок рейтинг, меѓутоа и понизок рейтинг на НАТО. Сето тоа најмногу зависеше од различни политички моменти. Меѓутоа, тие мислења најчесто не беа поврзани со политиката на НАТО, туку со односот на НАТО кон државата, а скратено кажано, кон проблемот со името. Инаку од истражувањата на причините за поддршката за НАТО, може да се види дека во перцепциите на граѓаните, главната улога на НАТО е во обезбедувањето на безбедност и сигурноста на секојдневниот живот, а помал дел очекуваат и подобрување на економската состојба. На прашање дали верувате дека евроатлантските интеграции на Република Македонија ќе го подобрат економската ситуација во земјата, 65% одговориле да, па во однос на безбедносните гаранции, сигурноста и стабилноста на нашата земја, 83% сметаат дека со членството во НАТО ние би биле по-стабилна и по-безбедна земја. Тоа беше се во издание на темата на неделата. Следете не и натаму и на социјалните мрежи Facebook, YouTube и Twitter.
Почитувани, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Почитувајте ги препораките и останете со нашата програма. Пријатно!